Добар ден, почитувани, следите на новата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дебелината денес е глобална епидемија. Според Светската здравствена организација, бројките растат од година во година. Ако ги погледнеме снимките од плажите во 70-тите, речи си да нема луѓе со прекумерна тежина. Што се промени во меѓувреме? Кои се последиците од дебелината? Поврзана ли е со атеросклероза, висок крвен притисок, дијабетес тип 2 или пак ноќна апнеја? Дали масното ткиво може да се смета за хормонално активен орган и точно ли е дека слабењето од само 5 до 10% прави голема разлика за здравието? Нова тема денеска разговараме со доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма, вклучите се во програма со ваши прашања при крајот на денешното издание. Кои се здравствените последици предизвикани од дебелината? Ќе прашаме доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Секогаш убаво кога ќе дискутираме за многу актуелни теми и ќе работиме на подигнувањето на свеста на луѓето за сериозноста и последиците кои што тие ги носат. Бидејќи во последно време, како повеќе навлегуваме во проблематиката со дебелината, се повеќе излегуваат и пациенти и состојби кои што си викаме па зарем е можно тие луѓе да постојат, а се уште да не побарале медицинска помош. Така, дебелината веќе се смета за глобален проблем на ниво на епидемија. Интересно е што кога ги погледнеме видеоснимките па и фотографиите од 70-тите години на минатиот век од плажите, речи си да нема човек со прекумерна телесна тежина. Што се случи во меѓувреме? Промена на животен стил ли е? Исхрана, стрес? Да, сите овие фактори што ги набројавме се присутни, за жал постојано. Едно, ке речеме, биоритамот многу се промени, времето почна многу да не притиска, се помалку обрнуваме внимание на себе, на собствените потреби. Порано било нормално пешки да се оди на работа, пешки да се завршуваат работите, денеска тоа се заради недостатокот на време се е направено со што помалку подвижност, што повеќе олеснување на обврските, секојдневни да се завршат на време и тоа всушност ние помалку трошиме енергија. Исто така обработката на храна во денешно време не е иста како што била претходно. Претходно било се тоа домашно направено, сготвено, од домашни производи, се знае како биле одгледувани, обработувани. Денеска веќе модерната индустрија си го прави своето со многу додатоци на шеќер, на адитиви, на емулгатори кои што ја прават вкусна храната, привлечна, што повеќе да се консумира во што поголема количина. Ултрапроцесирана, токму така. Неспиењето, нарушениот сон, исто така кортизолот, стресната состојба на телото го крива кортизолот, автоматски ги поттикнува тие метаболни процеси кои што се јавуваат како одговорни за покачувањето на телесната тежина и кога ќе се собере се тоа заедно, го имаме резултатот на покачена телесна тежина. А дали има генетиката некаква улога, доколку еден или пак двајцата родители имаат проблем со телесната тежина, дали тоа значи ке децата ќе се соочат со нешто вакво? Да. Во денешно време веќе многу поизразена е таа да кажеме мултифакторијална причина за појава на дебелината, значи не е како порано што се зборало не јади или с големи физичка активности се ќе биде во ред. Значи сега веќе дебелината се сместува во категоријата на хронични болести и како што е на хипертензија, еден дијабетес, едни хронични состојби, така и дебелината се смета за хронична доживотна болест, каде што за нејзино настанување се одговорни многу фактори. Дали, еве, например, за почеток, генетиката, социјалната средина во која што живееме, економскиот статус на пациентот, етникумот, значи во која етничка група припаѓа. Исто така, пошто сите си имаме различни, нели, религиски состојби во кои што се раководиме по нив, постовите си го прават исто така своето.
Понатаму седентарниот начин на живот, стилот на живот, биоритамот, внесот на калории, сето тоа е еден пропратните здравствени состојби. Дали има или нема диабетес, има или нема хипертензија, има некои операции правено, тироидните заболувања. Сите тие фактори допринесуваат за помалку или повеќе за покачена телесна тежина, меѓутоа генетиката конкретно, еве да речеме кај децата, ќе земеме, пошто они ни се иднината понатаму. Значи, ако еден родител е со покачена телесна тежина, 40% е веројатноста дека и детето ќе биде со покачена телесна тежина, додека двата родитела се со покачена, тогаш имаме 80% веројатност дека ќе биде и детето со покачена телесна тежина, а најважниот момент е дека во детската возраст се ствараат масните клетки. И тие кога ќе се створат, понатаму само се полнат или празнат, не се губат. И затоа е многу важно да се работи уште со време, уште во време на градинка на децата, да се знае кога се јаде, што се јаде, дека нема детето да му се дозволува секогаш тоа што ќе го посака да го добие. Сите сме биле деца, сите сме имале исти желби како деца, меѓутоа во зависност од воспитувањата, како родителот какви навики родителот му наметнува на детето, бидејќи детето гледа од каква е семејната, и семејните навики, и семејните распореди на храна, кога јадат родителите, ете така. И така и детето поприма, и така и детето всушност ќе ги преминува и понатаму во животот истите навики. И затоа е добро да се работи уште со време, додека е, да кажеме, процес на создавање на тие масни клетки да се што во помал број. Споменавте дека имаме само одреден број на масни клетки? Така е. Па кога се поправаме, кога се здебелуваме, не добиваме дополнителни масни клетки, само тие растат. Само вака, значи масните наслаги кои што се создаваат се, да кажам, поделени од масните клетки. Масните наслаги се дополнително кои што се јавуваат како резултат на внесување на зголемен калориски внес најчесто. И тоа може да биде распределено во периферијата и во центарот. Најчесто сите генерално, тоест помладите гледаат на естетиката, а повозрастните гледаат на здравјето. Затоа што дебелината е поврзана со многу коморбидитети, поврзани се над 100 болести со дебелината, диабетесот, кардиоваскуларните заболувања, нарушен сон, зглобовите, длабока венска тромбоза, слип апнеа, ризик од мозочен удар, рани по нозете на кожата, дефекти, и сето тоа, например, настанува кога веќе дебелината ќе го превземе пациентот и кога веќе едноставно цело време оди во плюс. Значи немаме тука веќе една рамнотежа на колку се внесува, колку се троши, туку имаме цело време на доградба на тие масни наслаги кои што се појавуваат. И тие, например, во периферијата, најчесто пациентите доаѓаат заради нивната естетска значајност, и тие се, да речем, многу помирни и не плашат, за разлика од тие со внатрешна поставеност, кои што се јавуваат околу органите, како што се хепарот, панкреасот, односно джигерот, црниот дроб, панкреасот, слезенката и сите останати бубрезите, значи сите останати внатрешни органи, тие се во длабочината и тешко се, да кажам, тешко се елиминираат, но и тие се тие кои што доведуваат до инсулинската резистенција, до пореметена гликемија, до гихт, до сите тие пропратни состојби, првенствено се виновни внатрешните масти. Така наречените висцеларни масти, така е, кои што обично се таложат тука околу органите на стомакот. Така е. Уште едно прашање во однос на децата. Дали децата кои што ќе бидат дебели, ќе го има тој проблем и во адултната возраст, односно кога ќе пораснат подоцна во животот? Да, затоа што кај нив веќе ќе останат тие, да речам, вакуоли или масни клетки, кои што понатаму ќе бидат само моменти на полнење и празнење. Најчесто пациентите со покачена телесна тежина, кога ќе некој, значи, ја има од секогаш, и они самите си кажуваат, јас уште како дете сум била крупна и вика никогаш не сум била послаба, меѓутоа ова сега што е никогаш не било вака.
А од друга страна имате категорија на луѓе кои што биле нормално, значи со нормална ухранетост, со нормална телесна тежина и потоа заради сплет на околности, дали менопауза, дали некој надворешен фактор, дали нешто ќе се случи, стануваат со покачена телесна тежина. Сега тие деца кои што веќе во да речам млада возраст имаат покачена телесна тежина, тие ќе имаат хронична доживотна болест понатаму и ќе се борат цело време со килограмите. Некои луѓе велат дека се што ќе каснат се лепи за нив. Да. А други, ако се гурмани, имаат витка става. Како го објаснувате од аспект на ендокринолог ова? Навистина е фасцинантно. Истото се согласувам и јас. Има еден штос, секогаш го кажувам и на пациентите, значи баш го прочитав и се згадив од смеење, мислам сега не е буквално да го преведеме, дека и вика имате две врсти на луѓе. Првите вика нели со покачена телесна тежина и вика другите со нормална телесна тежина. Тој со нормална телесна тежина значи јаде чоколадо, чипсови, сендвичи, пици, се, а вика овој со покачена телесна тежина само малку дишел поред чоколадото. Ке помириса. И веќе вагата покажува промена. Телесна тежина, да. И вистина е така, тоа е еден феномен, значи две објаснувања имаме тука. Првата дека се до состојбата на метаболизмот и на согорувањето на батериите. Значи имате пациенти кои што каде што метаболизмот е 100 на сат и кај нив има и дополнителни ензими кои што ја разградуваат многу брзо храната, односно енергетски ја претвараат и тие многу брзо ја трошат. И има и уште едни пациенти, мислам и уште еден тип на луѓе кои што тие имаат несвесни постојани движења. Дали мускулатура, гестикулација, повеќе седи отколку што стои во текот на работата или во текот на секојдневните активности и воопшто не обрнува внимание на тоа дека нешто посебно прави. Постојано е во движење. Но постојано е во движење и постојано ги троши тие некои дополнителни калории. Така да тие се единствените вака објаснувања да кажеме зошто или например дали има здрава дебелина, да кажеме како еве например многу често поставувано прашање, не постои здрава дебелина. Значи имаме само преодна здрава дебелина. Многу пациенти ќе дојдат и речат еве видете ме колкав сум јас, а видете ми го холестеролот, крвната слика, резултатите ми се топ, како немам ништо. Бидејќи они самите мислат дека немаат покачена телесна тежина, они цел живот биле такви откако знаат за себе, резултатите се окей и мило ми беше што се видовме во превод. Меѓутоа, во суштина се смета дека дури и тие пациенти кои што имаат нормална крвна слика, нормални лаборатории, масти, холестероли, лош холестерол, гликемија, инсулинска резистенција, се смета дека за 10 до 15 години после, да речам, од сега, ќе развијат некаков или дебелина или некаков коморбидитет од дебелината и затоа е добро на време да се делува. Затоа што како старееме, организмот, односно компензаторните механизми се повеќе попуштаат и едноставно немаат сила да се справат со тие, да кажам, калории и ние и самите ќе видиме на 25 години, 2 дена да не јадеме, ги враќаме одма килограмите кои што ни се потребни за на некој настан, нели? А сега не, сега и месец дена да работиме на случајот, дали 1 кило ќе намалиме. Така да староста, односно старењето си го прави своето. И да заклучиме, не постои здрава дебелина. Да, не постои. И покрај тоа што можеме да го прочитаме тоа, а најопасна е всушност стомачната? Најопасна е висцералната, односно таа што не ја гледаме и мене многу ми е криво кога ќе дојде некој и ќе каже леле не ослабев воопшто, а го гледате, значи он спласнал целиот, се издишил, значи веќе физиономија добил, вратот се истенчил, тоа е прв знак кај пациент што слабе, најчесто ни е коските на лицето и на вратот, затоа што кога ќе дојдат се во една збуфната состојба од течени, прават задршка на течности, плюс тоа хипертензијата дополнително го прави своето едем, мислам, отоците по телото и така. И после месец дена го гледате, значи он така веќе си дошол на себе, па и струкче почнало да се појавува, значи он топи. Меѓутоа килограмите 1 до 2 кила дали намалил. И одма тука разочарувањето настанува. Не сум ослабен, ништо џабе, примам терапија, нема потреба. Разочарувањето е очигледно, а воопшто нема потреба. Значи сега во денешно време веќе постојат односно мерење на импеданцата на телото, односно ние викаме клиничка анализа на телесен состав. Тоа е еден апарат многу едноставен каде што се мери телесниот состав, односно распределбата на масното ткиво на периферија, дали е на периферија, дали е во центарот и содржината на мускулна маса.
И ние, например, сме многу успешни, доколку висцералната, односно внатрешната маст, сме успеале да ја намалиме и покрај тоа што килограмите не сме успеале, затоа што таа е таа која што ни ги прави сите понатамошни промени, сите од нејзе се секретираат како ендокрин орган, што кажуваме дека е, нели, бидејќи лачи воспалителни материи, лачи цитокини, лачи многу естрогени, лачи многу штетни материи кои што ни ги прават понатамошните коморбидитети или болести кои што се јавуваат од дебелината, а во суштина со намалувањето на внатрешните масти се спречуваат тие, а естетиката полека, значи постепено ќе си дојде и она наред. Меѓутоа, најчесто за естетскиот дел, односно за периферните масти, е добро да се има физичка активност, односно да се има постојана мускулна активност, каде што мускулите ќе почнат да работат и да трошат калории, а мастите да ги трошат. Значи масното ткиво се однесува всушност како орган, како ендокрин орган. Да, и затоа, например, имаме да речеме гихт. Зошто пациентите се подложни на гихт? Затоа што мастите кои што се натрупани околу бубрегот ја креваат инсулинската резистенција неминовно, меѓутоа тие испречуваат лачење на мочната киселина преку бубрегот. Од друга страна, кога се разложува голема количина на масти, тие во еден дел одат во мочна киселина, во пурини, урати, и тоа се едни молекули кои што настануваат како резултат на разградба на мастите. И тука веќе пациентот ја качува концентрацијата на мочната киселина и се ствара гихт. И сега вие имате од едно слабење, например, кето диетата да ја спомнеме, например, од едно такво слабење имаме хиперконцентрираност на крвта, односно зголемена концентрација на одредени материи во крвта, каде што пациентот најчесто па и не пие доволно вода, па и нема физичка активност, и тоа веќе доведува до други несакани појави од самото слабење, а нема потреба. Значи, кога би се работело целокупно, затоа што дебелината не е само нутритивен дел, не е само ендокринолошки дел. Значи, тоа е еден мултидисциплинарен проблем кој што зафаќа многу, да кажам, специјалности, и сите тие сме уклучени, активно треба да бидеме уклучени во лекувањето. Да не се сведе само на терапијата за слабење или да не се сведе само на диетата, затоа што едното ги повлекува сите други низа работи кои што може да се појават од дебелината. Оние кои што држат кето диета, тоа е мощен популарен начин за симнување на килограмите, препорачувате ли да прават одредени испитувања? Апсолутно. Секој режим, односно не мора да е диететски режим, значи секоја програма за слабење мора, здравствена пред се, нели? Мора да биде некако следена. И тоа најчесто го следиме преку лабораторијата. Лабораторијата ни е убав, да кажам, индикатор за тоа како се одвиваат, нели, процесите во телото, но од друга страна и резултатите какви се. Значи, резултатите од слабењето, заедно со лабораторијата знаеме дали пациентот е на прав пат. Не е само например, кога ќе се стават на терапија пациентите. Имаме три групи на пациенти. Едните се уверени, самоуверени, карактерни, дисциплинирани, доктор слушаат, значи се прават по како што е речено, како што е советувано, и они имаат прекрасни резултати. Имате други пациенти кои што ќе се стават и работиме, постојано работиме. Значи, ангажирани се, сега ова не е добро, вака да поправиме, за тоа се контролите, за тоа се следењата, не е за ние да дојдеме да си направиме муабет како што некои сметаат, туку тоа е за да се види фактичката состојба и дали треба нешто да се интервенира во тоа. Втората група на пациенти се пациенти кои што ќе дојдат заради нешто одредено, како например да се препише терапија за слабење, која што сега е веќе многу во подем и модерна. Ја препишувате терапијата, веќе пациентот не го гледате. Он е во некоја добитна комбинација каде што он слабее, па при тоа и внесува калории, и тоа му е нему сосема доволно и не го гледате повеќе тој пациент. И третата група на пациенти е пациенти што сте и препишале терапија, меѓутоа сметаат дека дозата не е доволна. Тука тие пациенти се оние кои што се потпрени скрос на лекот, и сметаат дека лекот треба за нив да сработи све што нели они не можат да сработат. Без промена на животните навики. Без промена на животни навики, без вложување никакво, без одвојување на време за себе, барем половина час во текот на денот.
без никакви напори, за да можеме да го, например, долгорочно да го следиме тоа. Не е суштината да се ослаби. Суштината слабењето ќе настапи дали со диететика, дали со терапија, дали со например природно вештачко, како го земете. Меѓутоа проблемот е во фоллоуапот, проблемот е во следењето. Тоа треба да е доживотно. Ние го сметаме пациентот, не гледаме например дали пациентот ослабел за да прогласиме успешно лекување или например да прогласиме слабење. Ние го гледаме дали успеал пациентот од губитокот на телесната тежина во текот на 2 години да ја оддржи таа телесна тежина без да се здебели и при тоа да биде во некоја метаболна рамнотежа. Тоа е за нас успех. Не е, например, ако пациентот бил 100 и сега е 70, ние сме среќни со 70. Џабе е он 70 ако е со терапија постојано и не прави никакви промени. Значи, битно е кога ќе се откачиме од терапијата, например, пошто јас искрено да бидам, сметам дека секој пациент кога е на терапија треба да настане простор и на пауза. Треба да се види до каде сме, да направиме една евалуација, клетките да се прочистат, да видиме што се случува, до каде ние можеме да одиме. Дали доживотно ќе примаме терапијата и дали е тоа да речеме и здравствено во ред. Постојат многу да речеме прашања кои што излегуваат од терапијата, дали е корисна, колку е штетна и сето тоа заедно, кои што секако си постојат за тоа студии кои што има докази, меѓутоа целта е пациентите да створат навика, да створат нов животен стил, да створат промена, не да створат зависност од тоа дека имаат нешто кое што за нив работи и они да понатаму да функционираат нели без никаква улога во тоа. Докторке, ќе ги вклучиме гледачите. Почитувани од тој момент емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашања на темата на која што зборуваме. Дали оние пациенти кои што ќе дојдат во центарот за дебелина, во болницата Жан Митрев, ќе постават, веќе имаат информации за тоа како делува лекот, кои се штетните ефекти и слично? Така. Првин да официјално да кажам дека ние од крајот на минатиот месец сме официјално акредитирани како прв приватен центар во нашата држава и во регионот од Европската асоциација за менаџирање на дебелината и сме, да кажам, веќе официјално признаени како центар за менаџирање на покачена телесна тежина и метаболно здравје. Во склоп на тој центар, значи ние работиме мултидисциплинарно, значи самиот пациент има право да одбере што во моментот му треба. Кај некого му треба ендокринолог, на некого нутриционист. Ние имаме физиотерапевти, имаме генетичари, кардиолози, нефролози, психолози, психијатри, значи се она што сметаме дека ќе биде потребно во дадениот момент. Пациентот сам се избира кој да речам проблем во моментот му е приоритет. Кај некого му е приоритет вишокот на кожа, да кажеме. Ќе оди кај естетски пластичен хирург или има рани на нозете, ќе оди кај дерматолог. Значи во состојба сме комплетно да го услужиме нели пациентот со покачена телесна тежина или со последиците кои што нели покачената телесна тежина ги носи. Имаме амбулантски и хоспитален дел. Амбулантскиот дел е наменет за пациенти со било која телесна тежина, кој што решава дека амбулантски можеме да ги следиме, да ги лекуваме и третираме. Додека хоспиталниот дел е наменет најчесто за пациенти со доста покачена телесна тежина, со body mass index да речеме над 40, тоа е да речам доста морбидна телесна тежина, но и секој оној кој што смета дека му треба малку помош во затворен, строго контролирани услови, да може да се излече нели од таа состојба. Терапијата, мислам, како оди тоа, патиката како е, пациентот се јавува на преглед, најчесто нели во зависност од неговата желба и потреба, доколку дојде кај мене, пошто јас генерално сега актуелно за тоа зборуваме, значи се прави диагностика, лабораторија, ехо преглед на тироидеа, разговараме за состојбата и понатаму во зависност од резултатот пациентот се поставува на терапија и дополнително се препраќа на специјалноста за која што се смета дека е соодветна во тој момент да ускокне. И така почнува процесот на лекување на дебелината. Да ги вклучиме гледачите, потоа ќе продолжиме на каде што запревме, детално ќе ги разгледаме последиците од дебелината. Добар ден за првиот гледач во денешната Тилма Амбуланта. Добар ден. Во програма сте, повелете.
Се извинувам, зборите за дебелина, ја имам едно контра прашање. Ајде, зашто да не? Син ми има 24 години, никако не може да се поправи, многу јаде здрава исхрана. И не знам, пие витамини ово, нама никако да се поправи. Никако да ја покачи телесната тежина. Да. Така, да немате докторке некое прашање? Сте провериле тироидна жлезда, евентуално или некаква цревна болест, Да, тоа ми е проверено се му е проверено, се му е окей. И гастроентеролошки е проверен? Да. Така. Добро. Така, ви благодарам за вклучувањето. Што можете да советувате? И тоа е проблем. Да, апсолутно се согласувам. Има неколку луѓе во моја околина кои што стварно викаат, докторка, вика, сите ги ославевте, мене да ме здебелевте. И стварно така, да, стварно има некои луѓе кои што се со навистина прават се, а никако не можат да покачат тежина. Меѓутоа, пак ќе кажам дека тука е до најчесто е до стапката на метаболизмот. Значи постојат едни ензими кои што навистина влијаат на согорувањето на материите. И тука дополнително стресниот фактор, исто така адреналинот прави да речеме согорува повеќе хранливи материи и калории. И тие пациенти кај нив, например, кортизолот делува контрапродуктивно, односно тој стрес ги троши, ги исцрпува најчесто, нели? На база на стрес кажуваме не ни се јаде, воопшто не помислуваме на храна по цели денови и не зборам дека ова сега е случај кај пациентот, меѓутоа сакам да кажам дека кај нив, кај таквите структури на тело, на телесен состав, кај нив имаме зголемена калориска потрошувачка и тоа освен со богато, да речам, калориско мени, односно да кажам ако треба нормално е 1600-1800 калории, зборувам за нормална телесна тежина, тогаш кај нив можеби малку повеќе калорискиот внес да се зголеми и да може да почне да витамините да го покријат во имунолошкиот аспект и да работи на себе постојано. Инаку дека лек за тоа некој посебен има, па и не баш. Реално. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Јас ли сум... Да, вие сте во програма. Поздрав за емисијата. Благодарам. Сакам да прашам за промена на начинот на живот, за исхрана само со сирова храна. Тоа е со сирово овошје и само со зеленчук и тука има уште јаткасти плодови. Што мислите за тоа нешто да ми одговорите, пошто гледам дека тој начин на исхрана ја го имам применувано и за сега ми добро одговара ми. Значи не зимате ни леп, ништо, се е тоа живо, сурово? Да, само сурово, само овошје, суров зеленчук, без ртите семиња и зимате такви работи или? Да, јаткасти, бадеми, лешници, ореви, ленено семе, чија, такво за смути. Може овакво овие урми, смокви, суво, сушено воќе, овоште за правење на смути, а друга храна термички необработена, само сирова. Така. Сирово гројзе, банани, кога се што е свежо, ништо термички необработено. Така, ова е многу интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма и популарно. Еден период беше исклучително популарен овој начин на исхрана. Баш го размислувам сега како момент. Би рекла дека е здраво, меѓутоа, колку сме сигурни дека тоа нема толку пестициди, хербициди, нели, во процесот на одгледување на тоа сурово зеленчук и овошје. И окей, мислам, секогаш се стремиме на здравиот дел од храната, меѓутоа сепак постојат материи кои што се неопходни за создавање на хормоните, како на пример холестеролот е основен предуслов за создавање на естрогенот и сите останати нели фактори хормонски. Така да не сум баш за дека тоа мора исклучиво така да се не
случајно направена чинијата со разни работи, па и месо, и млечни производи. Значи мора да кажам да постои се по нешто, значи се нешто си има свој удел во процесот на согорување, односно во процесот на функционирање на гастроинтестиналниот, телесниот и било кој клеточен метаболизам. Повеќе е нутриционистичко прашање, да кажам. Еве ќе поканиме нутриционист во едно од следните изданија на Телма Амбуланта, за да ги разгледаме сите овие режими на исхрана. Така, да. Меѓутоа, вака од ендокринолошки здравствен аспект, јас сум секогаш дека треба се да се внесува во зависност од здравствената состојба, нели, од состојбата на цревата, дали има некоја контраиндикација за дадената намирница. Меѓутоа, исто ќе кажам дека го поддржувам начинот на пациентот гледачот кој што се јави, го поддржувам доколку не му одговара и доколку тоа би значило одржување на телесната тежина или одржување на здравствената состојба, без при тоа да се закомплицира нешто друго, односно правејќи едно да наштетиме на друго. Така. Апсолутно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушнавме. Накратко, добар ден. Едно прашање, контра од ова прашање. Јас имам диабетес, се движи од 6 до 7. Ало? Добро. Да, значи имате диабетес и нивото на шеќер се движи од 6 до 7. До 7. Меѓутоа вака слабеам, да речам, иначе го регулирам со таблетки, метформин и глика. Да, и сега слабењето дали е нормално, окей. Ке имате уште едно прашање, само подпрашање од докторката. Дали имате направено тромесечен просек на шеќерот? Да, 7 ми е тромесечен. Окей. Добро. Уште некој прашање имате ли тоа? Се ви благодарам за вклучувањето во програма. Повеле. Значи, во принцип, кога пациентот почнува да слабее, ние обично мислиме дека диабетесот може би е лошо регулиран, или почнува веќе да ги троши резервите и така да го компензира тоа. Меѓутоа, кога пациентот е сосема добро регулиран диабетесот, значи меѓу 6 и 7 што е сосема окей, седмица тромесечен просек што е една толерабилна вредност. Слабењето најчесто може да оди заради исцрпување на тие панкреасни резерви, затоа што прима глика, тоа е препарат кој што ги црпи резервите на панкреасот на инсулин и може би да доведе до, да речеме така, до слабење, но и метформинот како терапија за диабетесот исто така допринесува. Он е генерално кон телесната тежина неутрален, се смета, значи не се, иако некои пациенти го земаат за слабење намерно, ама добро, значи ова сега конкретно за дебелината, односно за диабетесот се извинувам, за диабетесот тој е единствениот лек кој што во моментот пациентот го користи за намалување на инсулинската резистенција. Со самото тоа што пациентот е, да кажеме, слаб, односно слабее, имаме намалување на телесната тежина, намалување на инсулинската резистенција. Можеби нема да е лошо да се направат дополнителни диагностички испитувања за да се види дали пациентот слабее од некоја друга состојба, значи треба да се исклучат пропратни, една крвна слика со железото, со хемоглобинот да се направи, да се види дали можеби има некој друг фактор кој што допринесува за слабењето и потоа да се види евентуално да се направи реевалуација на терапијата за диабетес, за да се види дали може да се направи некоја промена тука. Имаме ли уште еден гледач? Добар ден. Не, добро, продолжуваме понатаму. Го споменавте инсулинската резистенција, диабетесот. Колкав дел од оние лица кои што имаат покачена телесна тежина ризикуваат да спаѓаат во ризичната група да добијат диабетес тип 2? Да, обично пациентите со покачена телесна тежина први манифестираат нарушена глукозна толеранција, односно една состојба на предиабетес. Тоа доаѓа заедно најчесто со инсулинската резистенција и потоа веќе имаме манифестирање кон диабетесот. И доколку предиабетесот, па и диабетесот, веќе се смета за реверзибилна состојба кај тие пациенти. Значи многу често, за жал, има пациенти кои што завршуваат на инсулинска терапија, имаат по 150 килограми заради ново откриен диабетес каде што гликемијата е 20-ка. И тие пациенти не се за инсулинска терапија воопшто, значи тие го имаат инсулинот за извоз. Меѓутоа, во моментот не може додека да проделува терапијата која што ја намалува инсулинската резистенција и влијае на диабетесот, тие мора да бидат покриени со некаква терапија која што ќе го намали нивото на шеќерот во крвта.
И тие пациенти најчесто се поставуваат на преод на инсулинска терапија за потоа да се преминат на таблетарна, но со подобрување на режимот, со подобрување на навиките, менување на животниот стил, пациентите можат во целост да го изгубат дијабетесот и да почнат да стартуваат со нула. И имам неколку такви пациенти каде што сме дијагностицирале дијабетес, смениле скроз животен стил, се вратиле као стапчиња и скроз сме исклучиле терапија за дијабетес. Значи, тоа не значи дека сега и пациентите кои што имаат дијабетес треба да исклучат терапија од дијабетес. Меѓутоа, значи дека пациентите со покачена телесна тежина, доколку се потрудат, навистина може барем да се направи некаква промена на подобро во однос на терапијата, а да не збориме за регулираноста на дијабетесот. Затоа што тоа е еден затворен круг, влагате во него и тешко излегувате. Значи, имате прво дијабетес, лекување, зголемување на инсулинската резистенција, покачување на телесната тежина, зголемување на дозата на лекот. Еден лек, друг лек, трет лек, инсулин. И после тоа еден инсулин, едно боцкање, 2-3 и на крајот се завршува со многу боцкања, многу покачена телесна тежина, многу шекер. И ништо не сме направиле. Тогаш се јавуваат и компликации од дијабетесот, се јавуваат кардиоваскуларни заболувања, инфаркти, мозочни удари, длабока венска тромбоза, гангрени на нозете, ампутации, тотално непотребно. Се нарушува квалитетот на живот во целост. После тоа, дури и петка да ни биде шекерот, е навистина џабе, за кога квалитетот на животот на пациентот веќе никогаш нема да биде ист. Кога веќе здравјето е нарушено. Така е. Колку дел од оние лица кои што имаат зголемена телесна тежина и дебелина ќе се соочат и со ноќна апнеа? Многу често Тоа се оние прекини во дишењето да, за време на сонот. Да, во дишењето и во спиењето, пошто они многу често кажуваат се разбудив одеднаш, се исплашив, немав појма што се случува, а тоа најчесто е тоа, престанале да дишат и веќе телото се бори за воздух. И тука исто имаме, рачунајте дека тука исто нивото на кортизолот е катастрофа. Значи, кога вие имате еден ритам на кортизол кој што тој треба да биде правилен, да оди по една некоја нормална крива, вие кај тие пациенти имате цело време некакви запци кои каде што ностоп го пореметувате тој ритам и тоа е дополнително плюс за телесната тежина за да се покачи. Тие пациенти најчесто да кажам ви кажуваат дека тешко они заспиваат на стол. Значи они додека чекаат на преглед јас ги гледам дека веќе спијат. Значи во секунда знаат да заспијат и тоа кажува само дека значи дебелината тоа е најчесто за натрупување на масните наслаги околу вратот. Вие ќе видите дека многу често пациентите со покачена телесна тежина немаат врат, споени се, затоа што вратот е едно масно ткиво тука или многу често пациентите видете дали имам нешто на тироидната жлезда, а всушност тоа е тука депо на масти, значи нема врска со тироидната жлезда, каде што тука се складирале мастите и имитира дека е зголемена тироидната жлезда, а всушност се масти и тие притискаат при олабавување на мускулите ноќе, нели нормално, само мастите си се наталожуваат тука, мислам, си се притискаат и тоа е всушност причината за слип апнеа. А дали може да доведе дебелината до проблеми со плодноста? Многу прашање, многу модерно прашање, многу често се сретнуваме со тоа во денешно време, да. Нарушувањето во плодноста всушност е пропратно на полицистичниот оваријален синдром. Полицистичниот оваријален синдром е, да речам, синдром кој што е составен од инсулинска резистенција, најчесто полицистичен јајник и зголемување на машките хормони, односно еден хиперандрогенизам. И тука инсулинската резистенција прави тие пациенти да имаат покачена телесна тежина. Автоматски да доведе до нарушен квалитет на јајцеклетката, неможност за концепција, односно за оплодување. Во текот на бременоста да се појави гестацијски дијабетес. Дополнително може да се јави екламсија, значи односно хипертензија во текот на бременоста. Значи сите тие фактори допринесуваат за можност, односно неможност за бременување, односно можност за неуспешна концепција и исто така тие пациенти најчесто работиме за намалување на телесната, сите сакаат на пример веднаш сакаат резултат, веднаш сакаат да почнат процес на инвитро без разлика. Меѓутоа мора да се знае дека многу е поважно да се работи на себе, на пример да се даде еден одреден период, не знам, пола година, макар и година,
да се работи на себе, да се постигне некаква цел и потоа да се оди на вториот нели план. Затоа што многу пациенти тешки деформитети се случуваат на телото од дебелината, особено во вториот триместар, третиот триместар од бременоста, кога најмногу инсулинската резистенција е на највисоко можно ниво, каде што килограмите се најмногу, апетитот е највеќе, и затоа и тој гестацијски дијабетес тогаш од прилика се појавува меѓу вториот и третиот триместар, и тука веќе после бременоста е многу тешко да ги вратиме килограмите. Тие деформитети кои што се настанати за време на бременоста, треба многу време, многу напор за да се вратат во некаква нормала. А жените кои што се обезни, кои што се дебели, може ли да имат потешкоти во текот на бременоста? Што значи дебелината? Дебелината во принцип значи дека е зголемен ризик за да се јави дијабетес во текот на бременост. Да. Но и да се во однос на предвремено поrodување или во принцип не би требало, мислам, немам такви податоци, меѓутоа овие фактори кои што ги набројавме претходно се многу по-сериозни, да кажам, кои што ќе пречат и врз плодот ќе пречат. А за овој дел другиот повеќе да речеме во однос на гинекологија. Уште една тема со гинеколог може да се отвори, дебелина во бременост. А што е со тежината врз колената? Може, среќавате ли пациенти кои што имаат некоја форма на артроза во помлади години? Во артроза, например, оштетено колено? Тука со бабите обично си комуницирам. Они ми се така омилена категорија на луѓе. Прво ќе дојдат и ќе речат: сине, ја не можам да одам. Од тука почнуваме да го решаваме проблемот. Значи, до тогаш трпено, гледано, вака, така, и после више кога не може да се оди, тогаш више почнува да бараме решение. За жал, телесната тежина, кога ќе биде врз колената, да речеме, теретот, ако се зголеми кило, рачунете дека плюс 3 кила е на колената. 1 кило плюс тежински е 3 кила плюс на колената. Значи не е значи дека ако имаме 58, дека и овде ќе има 58. Овде ќе има 61 кило. Значи, колената дополнително уште повеќе се трошат на секое зголемување на телесната тежина, а дополнително да кажем и дека масното ткиво лачи материи кои што ја нагризуваат дополнително рскавицата на колената и така забрзано се ствара гонартроза, односно оштетување на зглобната рскавица. И не е само колената. Имаме, рачунајте дека од дебелината и рбетот се искривува, па имате напред или имате искривување на грбот, значи лордози, кифози. И тука исто така или дискус херни, значи тука исто интервертебралниот диск се нагризува и имаме, да речем, можеме и пршлени и дискус тоа протрузија на дискус хернија да излезе и така. Абдоминалниот зид исто така, значи зголемениот притисок кој што се случува внатре во стомакот го ослабува зидот, најслаб зид имаме на ниво на папокот и тука се ствара умбиликална хернија. Тие пациенти многу често имаат кила, да речеме народски кажано, страдаат од дополнително кила и таа тешко, например, може да се реши заради покачената телесна тежина. А дали дебелината носи зголемен ризик од појава на одредени карциноми? Има ли вистина во тоа? За жал да. И кога ќе се спомне, нели така нешто дека дебелината е ризик фактор или терапијата, нели ставаме на вага што е пострашно, пошто секој пациент кој што ќе дојде прашува нели што ќе ми се случи од терапијата, дали има некаков несакан ефект, кој е ризикот, па имаат читано сега во литература, сите денеска читаат и гледаат и има некои податоци кои што кажуваат нели несигнификантна поврзаност, меѓутоа сепак ја постои како напишан документ и кога ќе го споредиме тоа, меѓутоа со оние докази во литературата кои што кажуваат дека дури 13 типа на малигни заболувања се поврзани со дебелината, вклучително колоректалниот, дојка, ендометриумот, па и сите останати кои што може да ни текнат, навистина мислам, навистина треба да се запрашаме, односно навистина треба да се загрижиме до каде сме и да почнеме да работиме на себе. Затоа што тие трансформации на клетки кои што се случуваат се е до цитокините кои што ги ослободуваат масните клетки, се е до проинфламаторните, да речам, материи кои што нонстоп ги стимулираат тие клетки и тие клетки почнуваат да се менуваат на лошо. Еве естроген, мислам,
масното ткиво и естрогенски секретор. Значи зголемената стимулација на естрогени е зголемен ризик за карцином на дојка, карцином на ендометриум. Затоа се тие толку чести, на пример кај по дебелите пациенти, односно пациентите со покачени. И кај мажите излачуваат естрогени, односно женски хормони? Да, и кај мажите, да. Масното ткиво се излачува естрогенска компонента, тоа е карактеристично за без разлика на полот. И тогаш, например, машките добиваат гинекомастија, да кажем. Тоа се зголемени гради. Зголемени гради, да. Меѓутоа, тука имаме или жлездено, мислам, гинекомастијата е жлездено ткиво на дојките, но се смета дека исто така естрогенската стимулација има ефект и треба да се исклучи како причина за појава на зголемени дојки. Најчесто кај мажите имаме зголемени дојки заради натрупување на масни наслаги. Ние викаме таа лажна гинекомастија, каде што значи мастите буквално ги зголемуваат дојките и тука исто така имаме една феминизација од кај машкиот пол. Дали е точно дека 5 до 10% од телесната тежина доколку се изгуби, ќе има значителни подобрувања на здравствената состојба? Само 5 до 10%? Само 5 до 10% може за 50% да го намали ризикот за добивање на диабетес и кардиоваскуларни заболувања, што сметам дека не е ни мал процент на добивки кои што можеме да ги имаме од намалување на телесната тежина. И најважно е, значи, пациентите да не се разочаруваат. Постојано телото ќе се стреми кон враќање во првобитната состојба, кон враќање на она претходно што било. Тоа е едноставно исконското на физиологијата на телото. Меѓутоа, ние сме тие кои што кажуваме, нели, дали ќе продолжиме така или ќе одиме во новиот начин на живот и на стил. Некои пациенти кои што дошле, навистина, кои што се прекрасни, ги поздравувам во оваа прилика, сите кои што побарале помош, кои што се јавиле, со кои што имаме преуспешни, да кажам, приказни, и им честитам за доследноста, за храброста, за карактерот, за наоѓање време за се, што вложуваат во себе и во сопственото здравје и се исплати на крајот. И навистина има, например, луѓе кои што викаат: "Ма ја не се враќам веќе на старото, па што сака нека е." Значи, еве последно пациентка која што месец дена слабееме, изгуби 40 килограми. Јас не ја препознав кога дојде. Не ја препознав, и тоа не е да речете од терапијата само. Што тоа е незиниот карактер, тоа е незината желба, волја, работа на себе. Не знам како да ви кажам, тоа се многу фактори кои што играат улога. Не е само еден човек тука кој што треба постојано да игра, нели, околу. Мислам, сите треба да сме, и фамилијата треба да е тука уклучена, општеството, ние, мислам, докторите, медицината, нутриционистите, сите да имаме борба, односно учество во таа борба на пациентот, затоа што пациентот не може сам. Значи, мора да има потпора, мора да има волја, мора да има напредок во тој процес, а најголема награда ќе биде да е здрав. Така. Да е здрав, тоа е клучот. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Ми беше огромно задоволство. Навистина имав многу работи, не знам што кажав, што не. Се надевам дека доловивме она што баш не беше целта, клучното. И секогаш ми е мерак кога зборувам за ваква актуелна, секојдневна тема со која што многу луѓе се среќаваат, и навистина би сакала да секој да си тргне од себе и да рече веќе ова вака нема да биде и да продолжи да побара помош. Така, да побара помош. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ким се заблагодарам и на гледачите за нивното денешно внимание. Ви посакувам пријатен ден.